Постојат безброј начини да се биде хуман и да се помогне на општествената заедница. Моите денешни гости се луѓе кои несебично дел од своето слободно време, идеи, знаење и капацитет одвојуваат за доброто на заедницата. Членови се на Охридскиот ротари клуб од почетокот на неговото формирање и со повеќе донации допринеле за општествената заедница. Добре дојте во Печат, им посакувам искрено на доктор Никола Филев и на Будимир Соколовиќ. Благодарам. Соколовиќ, вие сте председател на Ротари клубот на Охрид, а господинот Филев е пас президент или еден од председателите на поранешни председатели на Ротари клубот. Деновиве на оделот на педиатриското оделение при Општа болница Охрид реализиравте еден голем проект, значи ќе се обезбеди донација за опремување на оделението со медицински апарати, неопходни за нормално современо функционирање. Па ево какво е чувството од постигнатото во вашата работа? Секако дека чувството е големо, огромно задоволство, бидејќи се работи за проект кој е наменет за најмилите, најмладите, најранливите. Доктор Филев сигурно ќе може подобро да образложи за каква опрема се работи. Да, доктор, ево, каква опрема? Вака, јас би го поделил чувството на мојот драг пријател и соборец, да речеме, нашиот Ротари клуб. Ние сме навистина возвишени со овој потек што успеавме да го направиме. Меѓутоа, да ви кажем, морам да се надоврзам, ова имате една мала историја. Како дојдовме ние до оваа идеја и како го започнав овој проект. Пред неколку години ние добивме во клубот едно писмо во кое што колегите не молеа да им помогнеме да купат еден микроскоп, пошто немале микроскоп. И ние така сериозно почнавме да го елаборираме тој проблем и свативме дека таму многу работи им фалат, дека во субстандардни услови ги имаат децата и почнавме еден проект кој што успешно го завршивме, а тоа беше опремување на 6 апартмански простории, најсовремено направени, кои што беа дадени во употреба пред известно време. Меѓутоа, со почитуваните колеги од детското оделение и со управата дојдовме до констатација дека тоа беше прв чекор за осовременување на пристапот кон нашите најмили, како што рече колега Будимир. И ние размислувавме долго што да направиме и како да им помогнеме да би ја пософистицирано одработувале својата должност. И дојдовме до констатација дека треба да направиме нешто во вид на опрема и после долго размислување, по големи напори, затоа повеќе ќе ви кажем мојот председател, ние успеавме да финансиската конструкција завршиме и да набавиме, односно ќе набавиме со тие средства најсофистицирана опрема која ќе биде подеднакво како на клиниките, така и во Охрид. Ќе имаат најсовремено ехо апарат, понатака ЕКГ апарат, мониторинг за интензивната нега во одделот, спирометријата ќе му биде на високо ниво и на крај ќе го добие тој сакан микроскоп кој ќе биде еден од посовремените. Така да не ќе мора да лутат од оддел во оддел. Значи тоа недостасуваше досега, сега така да ќе имате инфузомати најсовремени, ќе им се олеснит работата и ќе биде многу поточна работата. Не ќе мора да одат во други градови да се изложуваат ни родителите,
ни децата на поголеми стресови. Затоа ќе треба и да се затоа ќе треба да се едуцира, меѓутоа тие се волни, спремни, а мислам дека и во Министерството имаат таква една определба во период следен да има повеќе педиатри, која беше запоставена, мислам, како специјалност, така да ќе се опремит и кадрски и стручно тој тим. Значи донацијата е во висина од прилика околу 60.000 евра. Долари. Се извинувам, да. Тоа е прикрај веќе, донацијата ќе биде реализирана преку повеќе клубови, тоа макета ќе ви кажат Соколовиќ. Се работи за Global Grant на Rotary International. Начинот на аплицирање и начинот на подготвување на документацијата е строго детерминиран, мора да се исполнети сите услови за да може да се добие таков грант. Значи не е едноставно, не е лесен процес? Не е лесен процес. Процесот започна минатата година во Белград, кога господја Олгица Иловска го презентира нашиот проект пред мултиклуб воркшоп, кој се одржа, како што реков, во Белград. Тука учествуваат клубови од Шведска, од Италија и од Србија и апликанти од повеќе земји од Европа и пошироко. Меѓу 15 апликации беше прифатена и нашата апликација. Како меѓународен спонзор се јави Ротари клубот Малме Интернационал и председателката Татјана Јанич, која многу активно учествуваше во овој проект. Тие го аплициравме заедно со како корисници на донацијата и како меѓународен партнер клубот од Малме. Тука се вклучуваат и сите останати клубови кои се во таа група на мултиклуб воркшоп од Шведска, од Италија и еден клуб од Србија. Заедно со нас собираме околу $20,000. На тие пари дистриктот од Шведска и дистриктот од Италија додаваат по $10,000 и фондацијата на Rotary International уште $20,000. И така го комплетираме тој фонд од $60,000. Имавте обврска еден дел и да обезбедите и од Ротари клубот Охрид, така? Како тоа протече деновиве? Па на донаторската вечера, која беше на 9 мај, се собра доволно средства за окружување на финансиската конструкција потребна од Ротари клуб Охрид. На кој начин, како соработувате со, ево кажавте, со клубовите од Шведска, од Италија, од соседна Србија? Каков е начинот на комуникација, на средби, на дружење, веројатно на размена на идеи, на активности? Еден од принципите комуницирање со бизнис партнери, со пријатели надвор од земјата, на кој начин и испадна оваа соработка. Значи, се презентираат идеи, се наоѓа начин како да се аплицира, во кои фондови и така. Исто така еден многу интересна соработка и со клубот од Пирдоп, со кој заедно го направивме спомен паркот на загинатите во несреќата во езерото. Значи, вон сите, значи тоа е чисто иницијатива од клубот од Пирдоп и Ротари клубот од Охрид. Како еден пример. Да, повелите да. Затоа што клубот Пирдоп е побратимен со нашиот град и тие донира една поголема сума и за овај проект. Така ние сме, да надополнам, побратимени со два клуба од Истанбул, со кои што имаме плодна соработка и во иднина ќе имаме уште поголема соработка. Така да имаме направено заеднички проект во братство школото и планираме некои други проекти заедно да ги продолжиме. Така да имаме поширока комуникација. Тоа е во склоп на Rotary International. Тоа е една мокна организација во која што пријателството и професионалноста доаѓаат максимално до израз. Спомнавме дека собратиле вашите колеги од Општа болница со писмо и побарале. Дали можеби имате и други барања? Дали имаше можеби дилема при одлучувањето каде да помогнете, каде да се донира? Можеби некоја друга ситуација? Па, да ви кажам, колку често луѓето се обраќаат? Видите, има некои принципи и правила, протокол во нашиот клуб, кога, каде и колку да се помага.
Кај нас е принцип во ротаријанството да се научи како да се дојде до средства. Не само да се поклонуваат средства. Иначе ние инцидентно сме давале на талентирани ученици, на некои болни и така натака. Сме помагале, меѓутоа тоа не е основниот принцип кај нас. Нашиот принцип е да се на поголеми така инстанции работат, кај што имат општеството корист. Ние стално викаме дека имате убава мисла Џон Кенеди, што државата ќе направи за вас, а ние што ќе направиме за неа. Ние тој втордел го правиме за нашето општество, да му помогнеме на нашите најмили. Прво сакавме затоа што мислевме дека е најранлива таа структура на население, а има многу лоши услови за почеток, субстандардни, да не речем, на голема мака бе и нашите колеги педиатри и родителите, да не ви кажам, маки големи имаја. Сега веќе е подобро, меѓутоа планираме нешто и повеќе да направиме, нека остане тоа во нашата заложба за понатак. Кога зборуваме за принципи, еден од принципите го кажа доктор Филев, кои се останатите принципи Соколовиќ на ротаријанството? Основните принципи е дружењето и ширење на добра волја меѓу луѓето. И помагање во смисол изработка на проекти за заедницата. Покрај индивидуалните, покрај поддршката на младите, покрај здравието и фокус е на проекти за заедницата, што е и пример нашиот проект сега. Иначе Ротари Интернационал е еден од најголемите борци за истребување на полио плюс во светот. Во Ротари фондацијата има одвоено повеќе од 2 милиарди долари за ерадикција на таа болест. И како пример Бил Гейтс има донирано повеќе од 300 милиони долари во фондацијата конкретно за ерадикција на полијата. Да. Колку македонците кога зборуваме за и оној волонтеризам, значи вклучување на личностите за да дадат кон заедницата нешто, не само да се земе од општеството, од државата, од ова. Колку сме ние на тој поле вклучени, што покажува вашето искуство од останатите земји со кои што соработувате со Ротари клубовите? Волонтерството во Америка посебно е на многу високо ниво. А кај нас во поранешните времења имаше разни организации со смена на системите, може да се сменат и условите, но сепак ова нека е пример дека може нешто повеќе да се направи со волонтирање. И не само да чекаме некој друг нешто да сработи за нас, така? Нема од озгора, од него ние што може повеќе да направиме за заедницата. Постоите 9 години. Колку членови брои клубот? Како се станува дел од Ротари клубот? Броиме околу 30 членови. На ниво на Македонија се околу 420 членови во 15 клуба. Членството во Ротари почнува прво од собствената желба, дали човек сака да учествува во проекти, дали сака да волонтира, дали сака да одвои дел од своето време, дел од своето знаење, дел од своите капацитети во интерес на пошироката заедница. Вообичаено е член да се стане на препорака од член кој е веќе на Ротари клуба. И со присуство на неколку составници за запознавање со суштината на ротаријанството и така, после одреден период се станува член на Ротари клуб. Колку сте отворени за... Отворени сме за сите луѓе со добра волја, со желба за помагање, со желба за работа, со желба за волонтирање. Исто така сме отворени за волонтери, значи Ротари не е некоја затворена организација, непристапна. Значи слободно секој кој сака да волонтира, да одвои дел од своето време може да ни се придружи. Или како член, или како волонтер, без разлика. Колку соработувате со останатите Ротари клубови од земјава? Кажавте дека има 15 на број? Соработуваме, имаме формирано сојуз на Ротари клубови на Македонија. Секој месец имаме состанок на претседателите на сите Ротари клубови. Наредниот месец ќе одлучиме кој од проектите кои се водат ќе бидат поддржани и од сојузот на Ротари клубови, значи и финансиски и со било каква друга поддршка. Доктор Филев, вие бевте поранишен председател. Колку сте
задоволни во досега постигнатото? Да ви кажам, јас кога влегов во оваа организација, имавте ли поголеми очекувања? Ги надминавте ли вашите очекувања? Да ви кажам, човек што нема поголеми очекувања не би требало да дојде во Ротари. Така да ние сите имаме големи очекувања, меѓутоа јас најдов прво на навистина извонредна другарска атмосфера, пријателство, искрено, така да кај нас важи геслото 25 сати во 24 еден на друг си служиме. Пред све на другите, а најмалку за себе си. Така да еден на друг си помагаме во многу состојби и дружењето, како што рече Будимир, е многу битна работа. Јас лично сум многу задоволен затоа што за 9 години ние успеавме да го консолидираме клубот, во кој што се повеќе членуваат, да речам, лидершип, така наречени луѓе кои што се водечки во своите професии, а во нашиот клуб имаме од сите професии еминентни личности, кои нешто значат и за градов и за сите, така да сите заедно од разни области се надополнуваме и во одредени позиции еден на друг си помагаме. Например, ние успеавме во овие години, да бидам малку и себичен, кога јас бев председател, го формиравме Ротарактот. Тоа е подмладокот. Јас некако секојаш за подмладокот се повеќе залагам. И тие млади деца кои што се извонредни во своите професии, на почеток се од, да речем, професионалната кариера, ја вршат таа функција како подмладок и идни наши наследници. Така ние полека ги внесуваме, затоа што имаме ние систем во Rotary International да младите се едуцираат и надвор од нашата држава. Така да веќе лани успеавме во Норвешка, во Лилехамер, имат летен камп, пративме двајца наши членови, ова година исто имаме аплицирано, па ќе видиме кои ќе бидат. Тие по месец и пол таму се запознаваат со целата европска конструкција, така да идната генерација ќе биде многу повклопена од нас, а ние сме логистика да тие одат понапред од нас. Колку младите го прифаќаат во Па јас да ви кажам, младите некако, да ви кажам, понекогаш ние векавме, треба да се огледаме на млади, искрено да ви кажам, кога ќе бевме малку заморни на некој проект, тие знаат да не инволвираат така со ентузијазам. Знаете, младоста и искуството кои се спојат, секогаш резултатите не изостануваат. Така да имаме добра млада екипа, што рече Будимир, сакам да кажам дека ние соработуваме и со другите клубови Alliance, кои што се повеќе, така да и на нашата донаторска вечер еден од клубовите беше поготово десарети присутен, бар така нешто. И Деница, женскиот клуб. Така да соработуваме и ние кога тие имаат потреба, им стоиме на располагање и обратно. Така да имаме една несебична, отворена помош. Јасно за овие 9 години направивме една база која ќе оди понапред. Така да потенцијално можеби ќе имат и друг клуб и така натака. Мислам дека ќе се шири тоа ротаријанство, затоа што нашиот народ е во суштина ротаријанец. Ние само носиме некој име, кој е врди организацијата, иначе ние сите сме хумани луѓе во основа, со исклучоци нормално сегде имат, меѓутоа во глобала мислам дека многу напред ќе одиме во интерес на заедницата. Сте имале ли случаеви на луѓе кои што кога зборуваме за користење несебично на дел од своето време, знаење, дали сте имале случаеви на луѓе кои што се преклучиле па се откажале од активностите? Секако дека има и така. И обврските кои што, зависно од лични и професионални причини, некој не успеал да е подолго време, така, не. Значи, тоа е природен процес, клубот, членовите да флуктуираат, али горе-долу бројката е тука негде околу 30 члена, некои си одат, некои доаѓаат, значи разни се причините, приватни, здравствени, професионални и така. Меѓутоа имаме едно јадро кое што така ние гравитират. Да. Спомнавте дека имате клуб на подмладок, дали имате клуб на жени? Немаме сега за сега. Дали е тоа можеби затоа што знам дека јонсите имаат Не, ние во клубот имаме жени. Да. Не, мислам на подклуб. Али немаме, да, подклуб немаме. Работаме на случаи. Значи каква е тука тенденцијата да се вклучат и женски? Ке има, веројатно, али малку време сакат. Може ли да се рангирате во
во своите активности и достигнувања на републичко ниво, каде припаѓате по оствареното, по реализираното? Можеме малку неблагодарно, но сепак. Па, овие проекти во минатото кои сме ги реализирале, како изградбата на 6 апартмани соби во детското оделение и овој проект за набавка на медицинската опрема се едни од најголемите проекти кои се изработени во Македонија. Значи може да се каже дека сте сепак... Да, не еден од него е најголеми моментално. Да видиме искрени малку. Да. Скромноста секогаш не е доблесна, така. Треба да се каже дека работа. Да, да. Се наметнува прашањето, ево постојат лајонсите, зашто вие токму го избравте ротаријанството? Дали тоа случајно? Може се рече, јас за себе можам да кажам дека на препорака на барање да е пријател, значи, дали мислиш дека би можел да се вклучи, дали сакаш. И кога видов за што се работи, да, се вклучи. Доктор, јас исто имав едно такво искуство со една особа од Ротари, која ми ги објасна принципите и работата во тој клуб. И јас мислам дека бев секој ротаријанец и пред да бидам ротаријанец, и го прифатив тоа и не сум, да речем, незадоволен, него одиме на надоградба. Тебе пријател, мене пријателка ме покана. Да. Мора да кажам само дека не е тоа заслуга или не е некаков орден или нешто, тоа е определба. Значи, сакаш да одвоиш дел од себе, дел од своето време, да. Има доста работа во секој случај, поготово овој последниот проект, во многу цајтно, да речем, го направивме, знаете, Будимир, од плажа се собравме и го направивме, така го скоцкавме и еден ден, два пред да биде апликацијата. Успеавме да аплицираме и благодарение на така една брза акција успеавме, мислам. Така на ваше задоволство, на наше како граѓани. Да, да. Така да ви кажам зошто е битно ова што го правиме сега. На овој начин ние се етаблиравме како солиден здрел клуб во Rotary International. Така да ние сега можеме да аплицираме и за други проекти и бенефитот ќе биде многу поголем, повеќе кратен да кажам. И имаме некои планови ние во нашето друштво, така да мислам ќе успееме да направиме уште поголеми работи. Нека остане тоа мала така. Само да се надоврзам, се надеваме дека наредната година мултиклуб воркшоп ќе се одржи во Охрид, каде што ќе имаме негде околу 30-40 клубови од Европа, така да на еден начин ќе го промовираме и Охрид. Да. Имаме големи планови, така да помогнеме што можеме. Секако со вашите амбиции и заложби, секако не се сомневам дека ќе ги реализирате, овде ќе направиме мала пауза, ќе им дадеме предност на рекламите, па ќе продолжиме во вториот дел со разговорот. Ме интересира како граѓаните ве доживуваат. Дали има одредена мистификација кон членовите на Ротари клубот, кон ротаријанството воопшто? Со какви се ситуации, можеби анегдоти сте се сретнале во досегашното 9-годишно постоење? Секако дека има, може да е тоа повеќе заради непознавање на функционирање на Ротари клубот и воопшто на ротаријанството. Не е тоа некоја тајна ложа, мистифицирана или не знам што. Тоа сме обични секојдневни луѓе кои еднаш неделно пиеме кафе, работиме на конкретни проекти. Неколку дена пред донаторската вечера, така во разговор со еден пријател, го поканав на донаторската, вие таму ротари, масони, што е тоа што правите? Добро, реков, да ти го образложам проектот што го работиме, па ти одлучи. Значи му кажав како функционираме, како функционира проектот за детското оделение, и му реков, ако мислиш дека ова вреди, ево ти жиро сметка и приклучи се. Не мора да дојдеш, значи ако не сакаш, не мора да си присутен. Може, не мора. Ево, може да донираш. И утредента стварно, човекот види дека ова е сериозно, не е нешто никакво мистифицирано друштво или било што и уплати негова приватна донација за овој проект. Докторе, имате ли вие некое слично вакво
искуство? Да ви кажам, од почеток беше табу тема, додека не бевме така разработени, да речем, во практична сфера на животот. Меѓутоа, како што рече Будимир, ние сме отворена организација, вон владина, да речем, која не е профитабилна, од никого не земаме, на сите му даваме. Што би рекле, сме обштествено корисни, од луѓето за луѓето, така. Од луѓето за луѓето. Само ние гледаме да ги синхронизираме нашите способности, да ги концентрираме и да ги усмериме онаму кај што сметиме дека најмногу ќе помогнеме. Така да тоа се јавни наши настапи и отворен нашиот клуб за секој добронамерен хуманист, антропофил кој ги сака луѓето. Сега, кој ги сака луѓето, треба да се размисли. Сте имале ли случаеви каде што доаѓаат, да кажеме, членови ротаријанци со некоја лична цел, со некој, да не речем, профитерство од таа организација? Да ви кажам, за овие 9 години не многу членови се одлиени од нашето семејство, повеќе сме примиле. Меѓутоа, причините за кои што некој напуштија, тоа беа многу мал број, беа од лични причини, веројатно не беа од материјални побуди, него така, од лични и професионални причини мора или да заминат од градот, така да ние имаме и една опција, имаме почесни членови на градот, така да кажам и нашиот градоначелник е почесен член, пошто е многу активен во другата сфера, да го растеретиме од обврските секојдневни. Меѓутоа, тој е ротаријанец и понатака. Еден од основните постулати на ротаријанството е сервис пред себе си. Што значи служењето за клубот, за пошироката заедница да се стави пред своите интереси. Значи, членувањето во Ротари клуб не е за остварување на лични интереси, себе промовирање или остварување на некоја цел, лична или приватна. Зборуваме на некој начин за хуманоста. Колку сме хумани? Што покажува праксата? Па ево дека во Охрид постои еден Ротари клуб, 4 Лајонс клуба и сигурно ще ред невладини организации кои се активни. Значи сепак постои едно јадро кое е хумано, кое сака да работи во таа насока. Знаете често да кажете дека недостасува идеја, иницијатива на луѓето за да се насочат каде да бидат хумани, каде да вложат дел од своето и време, и пари, и споделба на заеднички општествен интерес. Па ова е еден од начините да се, значи, канализираат работите, така. Со брейнсторминг да се најдат идеи, да се разработуваат идеи и да се најде начин да се реализираат истите. Ја спомнавте донаторската вечер на 9 мај, така ми се чини, рековте, значи на Ротари клубот. Како протече? Колку сте задоволни од луѓето од охриѓани кои што се одзваа? Задоволни сме затоа што целта се оствари, значи предвидениот фонд на средства се прибра и втората цел исто така се оствари, значи имавме едно прекрасно дружење, прекрасна вечер. Дали беа задоволни гостите кои што беа од Шведска, од Италија? Сите беа задоволни и ние бевме задоволни, едно многу фешта, да речем, беше тоа вечер. Имавме размена многу на искуства, на планови, така со колегите ротаријанци од Шведска, од Белград, така да беше навистина ретка вечер и штета што некој не дојдоа. А беа поканати. Јас се извинувам, беше на 3 мај, не на 9 мај. Една од, да речем, добар дел од луѓето кои кои сакаја да дојдат, не беа присутни, али од други обврски така сакавме да беше во тој викенд. Да се организира. Да, пошто гостите од Шведска беа тогаш најавени, така тие ни беа приоритет. Рековме дека соработувате со клубовите, ротари клубовите од останатите земји. Какви искуства ево црпите од нив? Што е можеби она што недостасува кај нас, а кај нив е можеби предност, или можеби ние имаме некоја предност
пред нив? Што покажува досегашната соработка? Јас мислам дека недостасува комуникација. Најголем проблем е комуникацијата. Еден пример ќе наведам. Пред неколку месеци имав гостин ротаријанец од Хонг Конг. Се прошетавме низ Охрид, отидовме до детското оделение, му покажав нашиот претходен проект, значи реновирањето на источното крило, идеите за понатака и едноставно беше одушевен од нашите активности и изрази желба да ги презентира тие активности пред неговиот клуб и после 2 недели добив повратна информација дека се спремни, дека донесле одлука дека може да одвојат $3.500 за некои од наредните проекти кои ќе ги реализираме. Значи треба само да се има добра комуникација, да се презентира, да се разговара. Да се покажат идеите и намерите дека човек има нешто намера добро да направи за заедницата. Ги спомнувате меѓународните донации. Дали вие, може би имате облигациона или морална, некоја обврска и вие како Ротари клуб Охрид утре да со ваша донација да помогнете, да се вклучите во нечија потреба во друга земја? Еден од условите клубот да биде квалификуван за да може да добие глобал грант е да биде функционален клуб кој ги подмирил сите обврски, клуб чии членови биле на некои од семинарите за глобал грант и уште еден услов, значи во изминатите 3 години да има донирано средства во Ротари фондацијата. Ние значи ги исполнивме сите услови, што значи дека сме донирали и во Ротари фондацијата. Отум се аплицират после понатак. Што е учеството на семинарите? Тие како се организираат, за која цел? Семинари се организираат секоја година, тука се годишните 5 семинари, президент електи тренинг семинар, значи секој избран председател е обврзан да посети еден таков семинар. Исто така новите членови имаат обврска да посетат семинар. И тука се и глобал грант семинарите за аплицирање значи подготвување за аплицирање на тие на проекти. Дали планирате во нешто во престојното ова? Само да ве потсетам, ги кажавте во однос на донациите во Општа болница, кажавте за донацијата на паркот, не го спомнавте скейт паркот. Да. Еден од проектите беше да видиме и тоа така за младите, навистина за скейтерите, за фокусот на Ротари клуб Охрид се младите, помагање на младите лидери, значи како што сме помогнале за субвенционирање за патување во Шведска, сме организирале Рајла, Ротари јут семинари за млади лидери. Исто така и тој проект беше наменет за младите. Сепак секој ден кога да прошетаме таму ќе видиме дека е активен, дека има доста млади луѓе. Дали планирате нешто ново, нешто може да откриете или тоа ќе го зачувате? Па во главно дури не завршиме работата, ние не би го презентирале, меѓутоа имаме голем план, голем проект, се надеваме дека ќе го оствариме. Ако овој беше голем, овој ќе е 3 пати поголем, вака да се зборуваме. Ќе барат 3 пати поголем ангажман, меѓутоа работаме на големо веќе, припремаме, лобираме, така се надеваме на многу убави моменти за градот наш. Да, ќе патувате, рековте во септември. Да. Во Капри. Идната година Охрид ќе биде домаќин на мултиклуб воркшоп, на која повторно ќе имаме можност да можда треба да го спомниме, ние во мај имавме еден голем собир ротаријански во кој што беше елаборирана иднината на Балканот. Тоа беше еден, да речем, собир на многу еминентни политичари, економисти. Председател беше на Rotary International и мислам тоа не треба да се пренебрегне. Макар да ротаријанците се скромни по природа, никој што не го манифестираат многу, меѓутоа тоа беше голем проект кој што успешно го завршивме. И таму имаше разни мислења, разни, така да речем, анализи кои што
многу може да користат во развојот на нашата земја. Јас ви благодарам од името на граѓаните, од она што го правите за нас, за граѓаните на Охрид, со вашата активност, со вашата заложба да имаме подобри услови како општо општествена заедница. И би сакала и понатака да бидете успешни во она што сте го зацртали и што го планирате. И би сакала емисијава да ја завршам со една ваша препорака до граѓаните, до нашите сограѓани, како позитивно да се вклучат и да действуваат за добробит на заедницата. Јас би рекол само едно, дека нема недостаток на пари. Има недостаток на идеи и реализација на идеите. Ова е една можност да се вклучат во Ротари клуб, во активностите на Ротари клуб и заедно да реализираме повеќе проекти. Доктор Филев? Ротари клубот е отворен на идеи, на желба и на љубов. Ние сме од тие три компоненти составени. Ние ја примаме и ја даваме таа наша енергија, кој што е, ние сме отворен клуб. Може секој што има желба да дојдит, да ни се обратит, ги знаеме веќе кој сме, како сме во градов, па може секога да учествуваат со идеи, со предлози, со членство активно, така да ќе ни е драго ако било кој граѓанин ни се приклучит во нашата организација. И да не ги заборавиме прилозите. Да, така, донациите кои без тоа не можеме да функционираме. Може. Ако секој помалку одвоит, ќе се собере многу за и сите. Така. Задоволството е големо, ако ќе му помогнете на некого и професионално, такви сме, меѓутоа ова е голема работа, си барат една само почит и почит кон своите сограѓани. Ви благодарам за се што правите за градот и за И вас, заедницата. на вашата куќа, секој што отворили за нас, и ви благодарам и ние, од името на клубот. Благодарам. Почитувани, благодарам и за вашето внимание што не следевте. Ви закажувам нова средба за 7 дена. До тогаш довидување и останете со програмата на ТВМ.